Добар ден, криптоентузијасти. Ќе направиме видео, како што ветивме денес, за Store of Value. Значи, знаете и сами, направивме за последните 3 категории на крипто категории, кои што треба да поразговараме, меѓу кои што онаа кој што доби највеќе гласови првата е Store of Value, со тоа што остануваат уште Digital Currency и meme коини. Со тоа што денес ќе разговараме за Store of Value, според вашите гласања. Сега, интересно, значи во овој дел да се разбере тоа што моментално во криптосферата не може да најдете многу Store of Value, односно јас искрено гледам само 2 валути кои што може да бидат земени во обзир за оваа категорија, затоа што значи прво ќе објасниме што уствари представува Store of Value и потоа ќе разберете зошто за нешто да биде Store of Value, односно да биде зачувување на вредноста, треба да има соодветна зрелост на пазарот, а за разлика од тоа, целиот криптопазар е доста нов. Дури и биткоин, но во однос на останатите криптовалути, во однос на останатите средства кои што може да ги користите таму надвор за Store of Value, е најдобриот, барем до сега, барем во оваа декада. Сега, првенствено ќе започнеме од самата дефиниција на Investopedia за тоа што уствари представува Store of Value, односно ни представува било каков тип на асет, односно било каков тип на добро кое што го чуваме и кое што преку време нема да изгуби својата вредност, туку или ќе ја задржи истата или ќе добие на вредност. Сега, до сега генерално, значи има доста работи кои што може да бидат земени како Store of Value, како што се скапоценните метали, нормално исто така и самите скапоцени камења. Значи познато тоа е фактички било каков тип на накид, да речеме, исто така би можело да биде земен како Store of Value, но тоа е само оние кои што се традиционални, кои што се општо познати. Додека за разлика од тоа, исто така и самите валути треба да представуваат Store of Value, иако како што можеме да видиме ниту една на светот моментално не е, посебно од моментот кога истите се откажуваат од златниот стандард и од тој момент фактички почнуваат да добиваат инфлација на годишно ниво, така да не може да бидат земени како Store of Value, додека моментално стандарден и традиционален се уште луѓето се задржуваат на самите скапоцени метали, како што се златото и среброто, со тоа што дополнително овдека може да се земат и хартии од вредност, може да се земат и обврзници, на државни обврзници посебно, со оглед на фактот дека државата гарантира за нив и ви дава одреден загарантиран процент на камата која што ја добивате, односно награда, со тоа што повторно, за жал, најчесто инфлацијата е многу поголема од онаа каматна стапка која што ја добивате на обврзниците, така да генерално и во денешно време нема ништо како самите скапоцени метали и еве да речеме сега во оваа последна декада се појавуваат и одредени други ресурси, меѓу кои најголем и најдобар сега за сега е самиот биткоин. Сите оние кои што не знаат, значи биткоин е уствари првата официјална леџер технологија во светот, која што потекнува уште од 2008-2009 година, кога е издаден првиот white paper за него, со тоа што Сатоши Накамото е оној кој што го креира самиот биткоин и неговата идеја е уствари биткоин да биде дигитални пари. Значи идејата на Сатоши Накамото била дека секојдневни луѓе ќе копаат биткоин на своите, лаптопи, персонални компјутери, телефони, со тоа што истиот не можел ни да претпостави колку само, значи посебно во майнинг секторот, ќе имаме големо развивање и колку само ќе имаме голем практично бум во однос на развојот на тоа во денешно време да имате цели корпорации кои што имаат огромни хали со мајнери со цел да го мајнаат самиот биткоин, со тоа што во денешно време мајнање на биткоин на лаптоп е неизводливо затоа што ништо нема да измајнате. Како идејата негова била на почетокот дека ова ќе бидат дигитални пари и дека истите ќе бидат мајнати од страна на било каков тип на аматери кои што сакаат да се занимаваат со крипто, и тоа било на почетокот уствари и самата вистина, со тоа што чисто за да знаете отприлика самиот почеток како изгледал, значи од 2010, значи во 2010 па наваму, значи со еден биткоин од цена од 0,08 долари, значи извинете што морам да ја разочарам, со тоа што, значи во тоа време сега фактички ако овие 10 коини ги имате во 1979 година, би можеле да купите еден галон газ, не знам колку е галон во наше, затоа што не има ретардирани мерки во Америка, или пак 100 биткоини во 2010 година би ви дале
Domino's пица, со тоа што може би ви е познато на приказна кога уствари човек купува со огромна количина на биткоини 2 пици и тоа е една уствари од најпознатите приказни во денешно време во однос на она колку не може да знаете одредено добро колку ќе вреди во иднина, со тоа што тие 2 пици го коштаат билиони долари. Може да погледнете, може да најдете таа историја, има на интернет многу лесно, само пишете Man buys pizza with Bitcoin, ако сакате да се посмеете, ако сакате да видите како би изгледало најскапата пица во вашиот живот, па тоа е тоа. Сега, ова е чисто да видите за споредба каква била вредноста на биткоин на самиот почеток во 2010 година, кога истиот не бил воопште познат, че бил познат само на една рака програмери кои што знаеле што тоа представува. Со тоа што идејата за одредено добро да представува задржување на вредност, односно да ви помогне во фактички зачувување на вредност на вашите пари, на она што моментално го имате, треба, како што рековме, или да ја задржи истата вредност постојано, на тој начин фактички вие да го користите како хедж, да го користите како со цел да не инфлацијата да не ви зима дел од средствата кои што ги поседувате, или пак да добива на вредност. Сега, иако ја сакам да почнем со биткоин, затоа што има многу да се зборува за него, на кратко прво ќе зборувам за PAXG, чисто за да видите, тоа е втората валута која што е помала, која што сега за сега е генерално најлесниот начин за било кој од нас да може фактички да користи цената на златото со цел да ја зачува вредноста на она што го поседува. Зошто е тоа така? PAXG ни представува од Paxos, кој што е уствари и самиот креатор на BUSD. PAXG ни представува, Paxos е една од најголемите фирми во криптоиндустријата и како таква има своја репутација позади самите проекти. Со тоа што PAXG потекнува уште од 2019 година, средината, каде што до денес, за разлика од стейблкоините кои што нас не се познати и се врзани со доларот, како што се BUSD, Tether, USDC и слично, PAXG е врзан за цената на златото. Односно, истиот ја емулира цената на златото уште од самиот почеток од 2019 година нормално, со тоа што фактички е стейблкоин базиран на цената на златото. И исклучиво, пак ќе кажам, неговата главна цел е уствари да можете да држите количини во злато, затоа што вие едноставно не може да отидете сега моментално и да купите 2 плочки злато. Така. За разлика од тоа, PAXG можете да чувате на било кој од вашите hard wallet-и и на тој начин фактички вие чувате злато кое што би ви помогнало за да ја зачувате вредноста на капиталот кој што моментално го имате и како што можеме да видиме, е буквално 1672,5. Добро, само што истиот не е рефреширан моментално, но иначе тоа е тоа. Таа е таа моментално цена на златото. Ќе напоменам уште еднаш, чување на злато за многумина од нас е научна фантастика, затоа што ви треба соодветно место каде што може да го чувате, посебно кога станува збор за голема количина, а доколку тоа би го направиле во банка, тоа што е фактички кастади, односно самата банка има на некој начин старателство или директно поседување на самиот метал, не вие. Што значи дека ако е тоа така, тоа значи дека вие фактички го немате златото. Ако банката поради било која причина не ви го даде назад, вие немате што да направите. Што ќе направите? Ќе нападнете банката? Затоа во интересниот дел во зачување на вредноста е дека многу често за да можеме да зачуваме вредноста кога станува збор за голема вредност, вас ви е потребен некој што има соодветна сигурност, што има соодветна инфраструктура за да го чува ова за вас, посебно кога станува збор за скапоцени метали. Додека за разлика од тоа, во денешно време, посебно оние кои што се запознаени со крипто, тоа не ви е потребно. Односно, се што ви е потребно е hard wallet. Дури и hard wallet, да речеме, потребен ви е hot wallet, кој што само имате фразата, која што дури не мора ни да има да збишно треба да запамтите. Иако тоа е малку невозможно, но идејата е дека во денешно време може да чувате голема количина на вредност на многу лесен начин преку крипто валутите генерално, со тоа што ќе напоменам уште еднаш. Дефиницијата за зачување на вредност е дека треба да бидат или стабилни, да ја држат својата цена, или постојано да растат. Досега единствената криптовалута која што докажала дека постојано расте, барем во претходната декада, и како таква се докажала како зачување на вредност е самиот биткоин. Иако можеме тоа да го кажеме и за Етериум, генерално сега само биткоин се смета како најглавната, нормално и прв на пазарот, има таа предност.
да биде најглавната store of value валута, затоа што во денешно време никој нема да купи кафе со биткоин. Затоа постојано кога ви кажувам дека лудо е да потрошите биткоин за да купите кафе. Значи имаше една интересна приказна исто така на еден од каналите кои што го следам, вели вака. Вели јас го зачував мојот биткоин, а мојот другар кога прв пат рипна цената на биткоин, одлучи да си купи голем кревет. Вели, одлично, профит имам сега, ако ништо друго, барем ќе можам да го искористам профитот за нешто, вика и целата сума од биткоин ја потроши да си купи кревет. Вика, после 4 години, после следниот халвинг, ова е најскапиот кревет во историјата на светот. Затоа што замислите ако сте го купиле креветот во 2013 година, каде што биткоин стасал до 2000, а наеднаш во 2017 година, 4 години подоцна, стасува до 20. Значи вашиот кревет вреди 10 пати повеќе, така, но не креветот, биткоинот кој што би го чувале, да, но креветот за жала истата вредност. Така да затоа го имате најскапиот кревет на светот. Значи тоа е идејата дека во денешно време интересно е тоа што многу од фирмите нудат да, можете да платите во биткоин. Глупаво би било некој да го направи тоа. Значи, пак ќе кажам, со оглед на фактот дека моментално гледаме дека после секој халвинг, ќе го објасним и тој момент нели за некое време, иако ние за халвинг имаме посебно видео, но сакам само да објаснам дека после секој халвинг гледаме дека поради тоа што се уште се повеќе и повеќе се рестриктира значи големината на количината на биткоин кој што ја добивате за запишен блок, тоа значи дека и понатаму неговата вредност ќе расте, затоа што биткоин како и количините на злато во светот се ограничени. Односно, можеби злато можеме да најдеме уште, како што ја се спомнува дека во една од афричките држави има најдено уште поголема количина на злато, што значи дека ако тоа е навистина така и ако некои компании почнат да го искупуваат, колку повеќе се зголеми количината на златото на пазарот, толку повеќе неговата цена ќе падне. Додека за разлика од тоа биткоин не може да се најде повеќе. Значи во самото алгоритмичко поставување на програмот кој што го има напишано Сатоши Накамото е зацртано дека ќе постојат 21 милион биткоин и ништо повеќе. Со тоа што значи самите халвинзи за секој блок значи намалуваат наградата се повеќе и повеќе и до сега се измајнати вкупно 19 милиони и 200 илјади биткоини се измајнати од вкупно 21. Но за преостанатите скоро 2 милиони, значи ние нема да доживееме да го видиме тоа затоа што крајот ќе биде негде после 2100 година. Тоа е поради самиот механизам на халвинг. Сега ќе се префрлиме на биткоин, само сакам да завршим со злато. Значи уште еднаш, PaxG е на некој начин најлесен начин да може да чувате злато, затоа што вие ако имате PaxG може да го ставите на hard wallet, да го ставите во вашиот џеб и со истиот да преминете граница или пак не мора ни hard wallet да го носите. Доволно е да го запишете на некој ливче. Значи, ако ви е страв да носите hard wallet, доволно да го запишете на некој ливче во некоја тетрадка, да поминете на другата страна, да си купите нов hard wallet и фактички да го ресетирате самиот hard wallet со вашиот новчаник. Значи, може да поминете со 10 билиони долари во PaxG или во биткоин и никој на границата нема ни да знае, а нели треба да пријавите се што е повеќе од 10.000 долари. Сакам да кажам во денешно време вие не може да поминете со трактор злато, значи тоа е невозможно. Но може да поминете со едно ливче на кој што има 22 збора и истите само да ги напишете на нов девајс на другата страна и вие фактички да имате 10 билиони преминати од една во друга граница. Сакам да кажам, значи ете тоа е разликата помеѓу самата вредност и незината сигурност затоа што е запишана на леџер, наместо тоа кој што мора да чувате фактички во банка. Нормално, јас верувам дека ретко кој од нас има билиони, дури верувам дека ниту еден, можеби, не знам, неколку луѓе во Македонија кои што се замишljени во политика, но останатите сигурно немаме. Но како идејата е дека ако дојдете до момент кога би сакале да го зачувате вашиот капитал, а нормално поентата на самиот канал и на сите оние кои што инвестираме во оваа нова технологија е да дојдеме до капитал. Кога ќе дојде моментот да го имате тој капитал, вие треба да на некој начин веќе имате идеја што да правите со него. Тоа е најголемиот проблем со криптобогаташите кои што кога ќе дојде моментот на капиталот, они не знаат што да направат со него. Многу често не знаат никога да продаат, затоа што добиле од некого информација, купиле навреме, но тоа не го менува фактот дека они знаат 1% од она што треба да го знаат за самата нова технологија. Така да, идејата е дека кога ќе дојдеме до капитал, е добро да се знае што може да се искористи како хедж, односно како алатка за да го зачувате тој капитал и понатаму. Сега, зачувувањето на капиталот преку временски период се коси
со основните валути, затоа што, прост пример, моментално доларот е со 8% инфлација. Иако таа 8% инфлација не е постојана, да речеме дека, пример, да речеме дека вредноста на инфлацијата се задржала на она ниво кое што сака Федералната резерва истата да биде, а тоа е на 2%. Тоа значи дека вие 2% секоја година губите од вашиот капитал доколку го чувате во долари. Значи постојано. Доколку вие 10 години ги чувате вашите валути, да речем вашиот капитал во долари, вие ќе изгубите 20% од нивната вредност. Што е јасно дека доларот, како дури една од најдобрите валути во светот, помеѓу останатите, е крајно лош store of value. Јас навистина ја сакам оваа слика затоа што многу јасно објаснува, значи интересно направено, за тоа како уствари вредноста на самиот долар, значи се губи постепено и тоа гледате колку. Значи ова е само за да ви покажам дека ако вредноста на доларот се губи, замислете колку се губи моментално вредноста на останатите валути, значи катастрофално. Со тоа што вели вака. Значи, ова е уствари, како што може да видите, една банкнота од $100, така. Значи, вредноста на банкнотата од $100 споредена од 1913 година, така кога започнало да се цени, фактички да се следи нејзината вредност, така. Денеска $100, оние $100 кои што вледе во 1913, гледате колку вредат. Помалку од 1% во 2019, дори не е ни до сега, значи затоа што се уште има инфлација навеќе. Значи ова се ствари сите оние крашови и чуда што се десиле со тоа што он станува на Bretton Woods Agreement, уствари станува World Currency, односно World Reserve Currency. Сега, она што сакам да ви кажам дека со инфлацијата која што се случува преку овие 100 години, од 1913 до моменталната 2022 година, значи повеќе од 100 години, гледаме, ето тоа е буквално оно што ви го кажам. Значи ако се задржила на 2%, гледате што се случи. Значи вие сте изгубиле буквално целосна вредност на парите. Значи ако некој имал наследено нешто од 1913 и го оставил како такво, значи он има буквално се изгубено. Зошто е тоа така? Во превод, што уствари сака да каже оваа слика? Дека доколку со $100, пример, сте можеле да купите кола во 1913, да речеме дека ова е вредноста на кола во 1913 година, $100, така. Сега моментално може да купите еден штраф. Ете, толку е разликата помеѓу 100 години девалвација на самата вредност на доларот. И ќе напоменам уште еднаш, ако вредноста на доларот е скоро 100% девалвирана од тој момент, замислете колку е вредноста на останатите валути девалвирани. Че да го земеме тоа како пример кај нас во Македонија. Многу едноставно, баш оние слики кои што ви покажуваат од нашето десле дека со 1000 денари вие може да купите цела количка од супермаркет со било каков тип на храна, е истото тоа што моментално се обидува оваа слика да ви го покаже само на поглобален начин, затоа што станува збор за самиот долар. Додека ако го споредиме тоа со Македонија, значи истата ситуација е и таму. Односно, во моментите кога имавме вредност на самата валута, со 1000 денари да може да купите јадење за една недела, сега моментално со 1000 денари не може да купите 3 прехрамбени продукти. Ја мислам дека не морам да ви кажам, ова е многу јасно, но идејата е да се надмине ова, да се најде начин како капиталот кој што сте го направиле да остане и да продолжи на некој начин наместо да има инфлација, да има дефлација. Идејата со Ethereum кој што моментално успеа да ја направат, но мораме да видиме дали истото ќе се случи преку време. Моментално во целата индустрија, да речем генерално, кај што се користи капитал, сега за сега, верували или не, иако е млад, биткоин се покажува како најдобар хедж за зачувување на вредноста на она што го имате. Ева вака сега. Значи, уште еднаш да објасниме од каде тоа потекна. Значи, рековме, самата количина на биткоин е 21 милион. Кога знаеме дека одредено добро е ограничено на светот. Прост пример. Диамантите се една од најретките камења кои што може да ги најдете во светот. Колку е нешто поретко, толку е и по-драгоцен, затоа што многу мала количина од ваков тип на скапоцен камен може да најдете во светот. Истото и со рубините, и со рубините, со сафирите и со емералдите. Со тоа што емералдот како камен, од сите овие е многу слаб по квалитет, многу лесно кршлив и сето тоа, значи ова го знам, нели, ај сега да не навлегуваме во тоа, што моментите кога бев златар на брод, но идејата е дека иако е неквалитетен затоа што е редок,
неговата вредност е многу голема. Со тоа што истата ситуација е и овде. Значи, ова дигитално добро кое што се произведува, че они се уште го произведуваат, затоа што овие преостанати 1.800.000 се уште не се произведени, они фактички ги добиваат како награда за запишување на трансакции на блокчейнот на биткоин. Со тоа што знаат дека крајната количина ќе биде 21 милион, што значи дека колку повеќе се приближуваме кон крајот и колку повеќе халвинзи имаме, толку повеќе наградата се намалува за пола, па повторно за пола, Со тоа што значи, откако ќе дојдеме на следниот халвинг, значи од 6,25 ќе се намали на 3,125. Значи, за половина се намалува наградата за ископан еден блок и запишани трансакции во биткоин. И тоа ќе продолжи и понатаму. Значи, се повеќе и повеќе ќе се намалува. Што значи дека во иднина се помалку и помалку биткоин ќе се копа во однос на оно што се го запишале како блок. Значи, тоа е главниот проблем. Алгоритмот е направен така за се повеќе и повеќе да го намалува оној supply кој што е достапен и на тој начин фактички луѓето се повеќе и повеќе го сакаат за тоа што е редок. И од овде потекнува вредноста на самиот биткоин. Со тоа што, пак ќе напоменам, значи, ова е главната причина поради која што цената на биткоин постојано расте, неговата реткост. И истата и повеќе ќе се намалува со самите халвинзи како доаѓаат во иднина. Сега, доколку го споредиме, значи, за да видиме дали навистина по дефиниција представува store of value, треба да ги погледнеме само сите халвинзи. Значи, до сега овие три основни халвинзи, кои што ги имаме уште од 2012 година, предизвикале цената да скокне значително. Значи, после првиот халвинг имаме скок на цената 9600%, така? Еве сега, кога ќе погледнеме, можеме да видиме дека да, цената постојано расте, но како понатаму се расте, значи од халвингот нагоре, гледаме дека вредноста се намалува. Кога дека било 9600, сега е 2851. Од третиот халвинг, значи само момент, од третиот халвинг цената скокнала 750%. Значи, оно што сакам да ја покажам е дека колку повеќе одредено добро е подолго на пазарот и се повеќе и повеќе тоа истото се купува и се зголемува неговиот маркет кап, толку е помал профитот кој што вие ќе го добиете. Но за разлика од тоа, добивате store of value. Значи, тоа е она разлика која што мора да разграничите од вашето портфолио што постојано ви го кажувам. Не може да ги купите само најголемите криптовалути и да очекувате енормен профит. Нема да се случи. Затоа што многу едноставно е. Моменталниот маркет кап на биткоин представува 408 билиони. За вие да имате дуплирање на профитот кој што вие фактички го вложувате, односно вашиот капитал го вложувате, значи сте купили да речеме еден биткоин, така 21,251, така. Значи за вие да добиете дупло, односно вашиот биткоин сега да кошта 42,400 к, треба да се дуплира маркет капот, односно треба да влезат уште 400 билиони на пазарот, луѓе кои што ќе купат биткоин, за да се дуплира наградата, односно да се дуплира вредноста на биткоинот кој што вие го имате. За разлика од тоа, ако вие инвестирате во било која друга валута, која што има на пример 10 билиони, потребни се само уште 10 билиони за вие да дуплирате вашата награда. Но разликата е во тоа што кога биткоин би изгубил на вредност, би изгубил многу помал процент за разлика од останатите криптовалути. Зошто е тоа така? Значи, ако се сеќавате, она многу пати го разговараме. Значи, во одреден пат на биткоин, ако истиот падне 30%, очекувате дека останатите криптовалути ќе паднат 60% и повеќе. Колку е помал маркет капот, толку повеќе паѓа. Она што постојано ви го кажувам, големината на маркет капот во длабочината на овој bear маркет, вие главниот начин на кој што вие може да се заштитите, односно колку е поголем маркет кап на одредено добро, толку е помала веројатноста дека истиот ќе изгуби енормна количина од својата вредност. Значи, тоа е она што постојано ви кажувам. Затоа и целиот криптомаркет го следи биткоин, затоа што е најголемиот и прв на пазарот. И како најголем, буквално го диктира темпото на сите останати криптовалути со честни исклучоци кои што имаат, да речем, во одредени моменти кога имаат некои апдејти или слично. Значи, мора да направите баланс во вашето портфолио во кое што доколку сакате да заштитите дел од вашиот профит, би го финансирале во некој од најголемите. Затоа и ви реков, значи, ние моментално финансираме во 4 од најголемите крипто маркет капови, како што се во случајот како што рековме Ripple, ADA, DOT и Ethereum, затоа што колку поголем маркет капот, толку е помала шансата дека ќе изгуби на вредност кога повторно ќе добиеме пат. И обратно, кога ќе се придвижиме во следниот bull маркет, ние ќе го разделиме во портфолио на повеќе
коини, меѓу кои ќе земеме и мали маркет капови, како и микро маркет капови, да го видиме потенцијал, со цел да го зголемиме потенцијалот за добив. Зошто е тоа така? Кога цената на биткоин била 12-13 долари и неговиот маркет кап бил, не знам, 300 милиона, многу лесно било да се направи огромен профит, затоа што бил на мала вредност. Колку повеќе неговата се зголемува, оно што до сега зборувавме, колку е поголем маркет капот, толку повеќе пари треба да влезат во истиот за да добиете профит. Затоа моментално немој да очекувате дека ќе станете билионери ако внесете пари во биткоин, затоа што на биткоин моментално за да дојде до следниот до неговиот претходен all time high треба да дојде до прилика до 1,2 трилиони, каде што беше, за да дојде до претходниот all time high од скоро 70.000 долари. Тоа значи дека ако дојде до 1,2 трилиони според моменталниот маркет кап, вие уствари ќе го дуплирате, ќе го труплирате вашиот профит. Да речеме, ако купите еден биткоин моментално, нормално и самата цена ви го покажува тоа, значи вие фактички до претходниот all time high би добиле негде околу фактички пута 3,2, тако нешто, во профит, така. Но за разлика од тоа, ако тоа го погледнеме моментално во DOT кој што има вредност од 6, така, просто само да ви покажам, значи DOT кој што има вредност од 6 и кој што има 7, извинете, и кој што ако го споредим има негде околу 7 билиона маркет кап, значи за истиот да дојде до претходниот all time high 50, ние ќе добиеме скоро 7 пати вредност. Значи тоа е дупло од оно што би го добиле кога би инвестирале во биткоин. Но инвестирањето во биткоин, значи сега не разговараме за профит, разговараме за store value, ви нуди преку време, значи кога вие би имале моментално 2 билиона долара, вие не би ризикувале така едноставно. Нема сигурно да ги ставите 2 билиона сега на DOT и да се надевате на најдоброто. Значи кога би имале голема сума на пари, вие треба да најдете начин како истата прековремено да ја зачувате. Односно многу од компаниите како што е на пример на Michael Saylor, така. Значи самата компанија одлучила дека прековремено најдобар store value им е биткоин, затоа што знаат дека секој халвинг цената понатаму и понатаму ќе расте. Што значи дека они овој голем капитал им е сигурен. Не мора да го држат у долари, да се мислат каде да финансираат од цел да добијат поголема добивка за да ја зачуваат вредноста, не за да добијат добивка, туку повеќе е за да ја неутрализираат инфлацијата која што постои им го јаде капитал. Значи гледате, прековремено е. Сега како можам тоа да ви го покажам? Значи првенствено многу битно е за воиднина да гледаме како се намалуваат се повеќе и повеќе неговите падови. Односно, генерално, доколку тоа го споредиме кај друго добро, значи можеме да видиме дека падовите се се помали. Значи за да го споредиме ова, например, јас ќе ви покажам моментално на овој чарт на SPY. Значи, прост пример, Nasdaq и SPY се многу по-стари од биткоин нормално и истите како такви, значи има многу помали падови. Сега ќе ви покажам да видите, за разлика од самиот биткоин, нормално, кој што е нов на пазарот. Но тоа не го менува фактот дека биткоин сепак е подобар во store value. Само да ви покажам, значи ќе го смениме на месечно ниво и ќе видиме зашто станува збор. Значи гледате, неговите падови, како повеќе се движи нагоре, се помали. За разлика од тоа, гледате ги овие падови на почетокот. Значи не се на почетокот, туку е да речем во 2001 и 2008 година. Значи гледате ги овие падови. Колку се поголеми за разлика од падовите кои што ги има моментално. Така, значи колку повеќе одредено добро созрева на пазарот, толку повеќе и неговите падови се помали, затоа што многу повеќе капитал треба да испадне од ова добро за да имаме поголем пад. А луѓето значи нема да ризикуваат и нема да испаднат со цел да не ја изгубат, нели, од потенцијалната добивка. Она е тоа што постојано ја кажувам, дека колку повеќе се намалуваат падовите, односно процентуалното паѓање на падовите ќе се намалува се повеќе и повеќе како се движиме кон созревање на биткоин, посебно во следниот момент кога ќе дојдеме до негово комплетно созревање и прифаќање во светот каде што имате веќе регулатива и инфраструктура со цел да се прифатат значи криптовалутите, ќе видите дека и самите паѓања на биткоин ќе бидат се помали и помали. Затоа што ќе имаме се повеќе и повеќе капитал и ќе имаме многу повеќе луѓе кои што повеќе веруваат во него и нема да се откажуваат дури и кога цените се ниски, како што и самата компанија на Market Saylor, MicroStrategy. Значи, прост пример, они не продаваа, значи го задржаа својот биткоин затоа што веруваат дека циклусите се небитни, дека на крајот од денот цената ќе оди само нагоре и дека нели бркање на топ и ботом за нив е непотребно, така да они само го чуваат и до сега веќе се во профит затоа што веќе два бер маркети го чуваат. Така да следниот бул они ќе бидат крајно во профит, затоа што они го купиле и постојано купуваат и понатаму. Каде тоа може да го погледнете? Еве каде може да го погледнете. Значи прво, овој чарт ни покажува доколку сте внеле, значи многу интересно, $100 доколку сте внеле во 2009 година.
Значи, ако сте внели во 2009 година во најголемите компании, значи прво ќе споредиме со компаниите, а потоа ќе споредиме и со останатите акции и значи ценети метали, односно скапоцени метали. Значи, доколку сте внели $100 во 2009 година, така, моментално, ако сте ги внеле во 2009 во Alibaba, ќе ви вределе 208. Ако сте ги внеле во Walmart, ќе ви вредат 271. Johnson & Johnson, повторувам, мислам дека ова е фармацевска компанија, не сум сигурен, 316, ова е, мислам, некоја банка, Berkshire Hathaway, 328, Facebook 520, JP Morgan банка 533, доколку сте ги влеле во Microsoft, би ви вределе 1000, тоа значи кај 10 пати се зголемиле во однос на овие 10 години. Visa би ви вределе 1,7 К нормално, Apple 2,4К и Amazon 3,3К. Додека доколку би ги внеле во биткоин, би ви вределе 9,2 милиони. Значи, ова се тие моменти на каналот кога стварно мислам дека треба да паузирам за секунда за да увидите која е разликата. Значи, најдобрите компании во светот, дури и да сте биле, не знам, магично добар и најдобар трейдер, кога луѓето трейдале, например, купувале Amazon, Apple и Microsoft, кои што се едни од најуспешните компании во светот, значи вие пак би биле со $100 моментално би имале 30,33 пати заработка од овие $100, доколку не, значи ги купувате и ги чувате овие акции, така. Додека доколку сте купиле биткоин, ќе сте имале 9,2 милиона. Значи, затоа во оваа декада не може никој да се напреварува со вредноста на биткоин. Значи, не може. Значи, како може да се напреварувате кога Amazon би бил 33К, а биткоин, значи, 9,2 милиона. Значи, така. Како и да е. Со тоа што сакам и овој чарт да го споредам исто со вас, иако вредноста овдека не е соодветно поставена, чартот е регуларен, може да ги поставите овие вредности, ќе видите исто, само не сакам да го правам тоа, нели, чисто за да можам да ви покажам. Значи од 2014 до 2020, ова е период од 6 години во кој што се споредени движењата на вредноста на сите овие, односно S&P 500, што уствари представува 500, значи индексот на 500 најдобри компании во Америка, односно овдека се собрани вредноста на сите акции на сите овие компании и како такви давате на средна вредност со цел за да може да видиме, значи какво е оние 500 шампиони на компанијата на Америка, каков е индексот на развој на самата економија. Вредноста на доларот, значи тоа е смешно, не знам зашто го ставиле. Златото е со зелена, гледате не овде. Bonds, тоа се уствари обврзници, кои што да речеме би купиле државни обврзници, да речеме од Америка, нормално дека се од Америка. Вредноста на Google е со оваа сина линија. NFLX мора да проверам што е некој индекс, нормално. Amazon, че сивата линија, Facebook и Bitcoin. Сега, со тоа што она што ви го кажа постојано, значи гледате, вредноста на златото уствари оприлика се држи постојано околу овие $1000, што значи дека ако вас целта би била да ја задржите вредноста на капиталот преку долг временски период, златото би било одличен момент. Тоа е поради тоа што златото само по себе гледате дека на големи периоди, иако варира, значи неговата вредност е оприлика стабилна. Иако од 1000 до 1600 не е стабилна, но ако станува збор за период од да речем 50 години, не е ни толку голема разлика. Но, доколку вас ви е потребно и да расте во исто време, ништо нема подобро од биткоин. Иако нели, нема да се повтори овој раст од претходните 6 години, но тоа не го менува фактот дека и понатаму истиот може да ги победи овие, затоа што гледате која е разлика да ви покажат компаниите. Ево ова се најаките индекси на се, вклучувајќи обврзници, вклучувајќи значи, нели, скапоцени метали, големата валута во светот доларот и останатите акции кои што директно можеме да ги споредиме од самиот чарт. Значи, она што сакам да ја кажам моментално е дека доколку се работи за store value, односно зачувување на вредност, биткоин не само што ја зачувува, туку и ја надградува вашата вредност. Не очекувате да направите профит, но доколку имате одредена количина на пари кои што не сакате преку време инфлацијата да ви ги изеде, биткоин е одличен момент каде што ви можеле да ги ставите вашите пари и да ги чувате на долг временски период, затоа што знаеме дека биткоин како таков моментално. Прво, првенствено и најбитно е. Значи не е само неговата вредност. Второ, вие го чувате биткоин, значи вие го чувате со вас, значи го имате на hard wallet, го имате на што и да го имате, значи би било грешка да го чувате вашиот биткоин или било која криптовалута, она што постојано го кажуваме, на менувачица или било каде што може
поради било која причина, или да ви биде забрането да ви биде пристапен, или да ви биде одземен. Значи, верувајте ми, нема подобро од Cold Wallet. Она што може да го погледнете, имаме посебно видео во нашата плейлиста каде што разговараме за Cold Wallet, и значи многу едноставно ќе го видите. Значи самата слика е со така речено изгледа како USB, а уствари тоа е самиот Ledger Nano X, едно од најдобрите Cold Wallet-и, што фактички го чува вашиот биткоин на самиот Ledger и имате пристап до него преку вашата фраза која што е внесена на Cold Wallet-от. Значи најдобар начин, нема подобар начин. Што значи дека вие директно имате старателство врз вашиот капитал. Во било кое време ви е достапен, се што ви треба е оваа фраза и овој фактички Ledger. Тоа е втора работа. Трета работа, тоа што, значи во било кое време, било каков тип на регулатива, било каков тип на бан, значи кои да е од овие влади или не знам меѓународни организации кои што би направиле било каков обид нешто да се направи против биткоин, не е возможно. Затоа што прво, мрежата на биткоин која што одржува сигурноста е низ целиот свет. Станува збор за милиони мајнери. Станува збор за огромни корпорации кои што влегле со многу голем капитал во овој бизнис, што значи дека колку и да се обидуваат, целиот свет никогаш нема да се обедини со цел да може да го банира ова. Дури да го направат тоа, значи се додека постои барем еден компјутер со основниот леџер на биткоин, кој што значи како мајнер работи и го има запишано, значи не можат да направат ништо, односно не можат никако да и наштетат на мрежата на биткоин, па дури да го забранат интернет, дури да го забранат целиот интернет на светот. Се додека постои еден офлайн компјутер, во моментот кога повторно ќе се уклучи интернетот, се синхронизира целата мрежа на биткоин и повторно го имате истиот леџер, повторно сите ги имаат истите количини на биткоин кои што ги имале и пред исклучување на интернет. Значи не постои начин на кој што може да биде баниран. Кина проба веќе 2 пати во 2 бул маркети да го направи тоа, не успеа. Мајнерите на крајот се преселија низ целиот свет и повторно не дозволија биткоин да пропадне како. Значи хешрейтот се намали, ништо повеќе. Иако малку беше понестабилна самата мрежа, тоа не го менува фактот дека е крајно безбедна. Значи, оно што сакам да ви кажам е дека не постои начин како да биде банирана мрежата. И втора многу битна работа во овој сегмент е тоа што дури да сакаат да направат нешто од регулатива, значи на пример да гонат, колку ќе го гонат. Прво не се знае кој е Сатоши Накамото. Второ, истиот од 2016 мислам дека веќе комплетно престанал да остава пораки, затоа што претходно така функционирал само со одредени пораки, значи престанал да остава било какви пораки, значи дека многумина од луѓето веруваат дека истиот е и мртов. Неговиот новчаник од 2 милиона биткоин е значи како таков заклучен нормално и се уште никој не го активирал. Тоа би било страшна работа ако некој го активира тој wallet, но генерално кажано, значи за било кој од други криптовалути, како што е на пример Ethereum, Cardano, Solana, вие имате тим кој што стои позади нив, кој што може да биде гонет, кој што може да му биде забрането, може да му биде направено се и се што затоа што станува збор за тим. Кај биткоин не постои такво нешто. Значи биткоин е онлайн и тоа е тоа. Биткоин е машина и никој не му може ништо, затоа и самите легислатори посебно во Америка велат, значи и да сакаме да направиме нешто не можеме затоа што нема на кого. Значи нема кого да го притиснеш, нема кого да го обвиниш, нема кој да го исклучиш, нема некој што го има тоа копче кај што може да се притисне да рече добро, еве, не ме гонете кривично, јас сега ќе го исклучам блокчейнот. Значи тоа е најдобриот момент кој што многу им смета, а не можат ништо против, се разбираме. Затоа ја велам, значи неколку пати го спомнат ова досега, никако не може да ми текне како се викаше економичарот кој што вели елитата и значи власта моментално која што го владее целиот овој свет нема да биде победена со револуција или со отпор на народот. Туку ќе биде победена со нешто што ќе смета дека може да го користи, ќе смета дека може да го смени на нејзина корист, но нема да разбере дека уствари аdoптира нешто што ќе ја уништи. Јас верувам дека биткоин има многу голема шанса да биде тоа. Така да во иднина ќе напоменам уште еднаш кога ќе дојде моментот да навистина имаме капитал, биткоин е еден од оние начини на кои што можеме овој капитал навистина да го заштитиме и би ви препорачал да го изгледате ова видео внимателно и да направите собствено истражување, но верувам дека ќе дојдете до истиот заклучок дека на долг временски период чување на капитал во биткоин е едно од најдобрите работи кои што може да ги направите доколку идејата ви е да го зачувате вредноста на вашиот капитал. Уште еднаш, ова не е значи нели совет, ова е само, значи не можам да ви кажам што да правите, тоа мора да остане на вас, за тоа секогаш направете ваше истражување, но ова е само помош
со кое што дел од вашето истражување би било завршено со оглед на фактот дека ви даваме дел од информациите кои што ви се битни за да дојдете до истиот заклучок кој што ние сме го добиле. И уште еднаш, како и секогаш, значи ви благодарам на самата поддршка, на сите оние кои што работат со нас, со тоа што ни доставуваат соодветни информации, ни доставуваат соодветни, да речем, анализи, кои што ги споредуваме и ги вклопуваме во нашата, со цел да ви дадеме една целосна слика на тоа што се случува моментално на криптопазарот, како и на традиционалните пазари, и како и заедница би ве замолил да продолжиме понатаму, значи ова е почетокот. Нашиот канал ќе продолжи се додека имаме ваква јака заедница и понатаму да работи, затоа што ние учиме со вас. Значи тоа што ние постојано работиме на прибирање информации ни помага и нас да како група и понатаму профитираме и се движиме добро во самиот криптопазар, и на тој начин фактички како заедница јас верувам дека можеме да го постигнеме тоа, значи без да има кавга во однос на тоа кој на која Facebook група припаѓа или кој проект му се допаѓа повеќе. Идејата е како заедница да напредуваме напред и да дојдеме до оној профит на кој што на сите ни е потребен, посебно до Нова Македонија. Така да би ве замолил да продолжиме и понатаму и благодарам уште еднаш за работката, како и секогаш поддржате го нашиот канал со обичен лайк, шер, сабскрайб и се гледаме во следното видео. Пред да завршиме, само ќе најавам дека ќе добиете утре видео за вести, затоа што не можеме да го направиме во обичајниот вторник, затоа што исто се совпаѓа со изборите во Америка, кои што сакаме да ги покриеме во однос на тоа што се случува на пазарот. Јас ќе видам доколку имам доволно време, ќе се обидам да направам и лайв каверидж за прв пат на нашиот канал, значи ќе пробаме да го направиме тоа лайв. Проблемот е во оваа ситуација затоа што тимот ми е многу мал, ја не можам технички да постасам, да ги следам пораките, да можам да правам анализи и да зборувам со вас, како што може видите, сега вие можеби тоа не го знаете, но видеата се снимани во еден тейк. Нема ремейк, нема преправање, значи какво е такво е. Го правиме директно, снимаме, завршуваме и тоа е тоа, со оглед на фактот дека најчесто јас видеа да ги правам сам. Имам техничка поддршка, но можеби во делот на обработување ако треба нешто на видеото и останатото, затоа што тимот ми е посветен на различни делови од крипто, така да јас немам техничка поддршка, сето она што гледате е направено директно од моја страна и ќе се обидам да направам лайв. Ќе видиме како сето тоа ќе резултира, со оглед на фактот дека сум еден човек и ако сакам да ви покажам ствари и во исто време го следам чатот, ќе биде доста тешко, но еве да пробаме за вторник. Јас нема да најавам ништо за сега, морам да видам прво како ќе бидем со време, но благовремено ќе бидете известени. Може ќе биде интересно да видиме како би изгледало тоа доколку направиме 1-2 часа следење на пазарот во живо заедно со вас, со тоа што во моментот ќе пробам да ви покажам како прилика ја следам самата анализа што правам во моментот кога тоа се случува, со цел да можам да анализирам што се случува на пазарот и да ви направам видео. Ви благодарам уште еднаш, се гледаме во утрешното видео за вести и се надевам во вторник лайв. Како и да е, останете со нашиот канал и се гледаме повторно. Имате добар ден од Криптогимиџи.